Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев, Стево Пендаровски и Оливер Спасовски ја злоупотребуваат полицијата и се обидуваат да претворат во партиска испостава на Социјалдемократскиот сојуз. Незаконски и под секое ниво на професионалноста, полициски инспектори да се притискаат за да се појавуваат на партиски митинзи, изразувајќи поддршка за политичари, наместо да си ја вршат својата работа во функција на обезбедување на мирот и сигурноста на граѓаните на Република Македонија. На митингот на Социјалдемократскиот сојуз во Карпош на 22.4.2019 година, полицискиот инспектор Елхам Шкрета му се обрати на Заев со зборовите: "Кај нас има еден збор кој се вика беса. Вечерва ти ја давам бесата дека на петти ние сме победници и нема да те оставиме во кал како што и ти не остави нас. Ти си нашата икона." Со оваа своја изјава, полицискиот инспектор директно ги крши законските акти од областа на полицијата. Имено, според приоритетите за 2019 година, како приоритети на Министерството за внатрешни работи се наведени професионализацијата, департизацијата и деполитизација на вработените во оваа институција. Ова за жал не е единствениот пример на партиски активизам на полициски службеници. Во текот на целата кампања можеме да забележиме како Јовче Ременски, сопруг на потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Фросина Ременски, кој е инспектор во УБК, стои во првите редови аплаудирајќи му на Заев и на Пендаровски. Од оваа фотографија може да се забележи како во текот на изборниот ден полициски службеник пред избирачкото место агитира за Стево Пендаровски. На следнава фотографија, која што исто така ќе ви ја приложам, се наоѓа Стево Пендаровски заедно со началникот на единицата за економски криминал при СВР Скопје, кој што наместо на работно место води кампања со Стево Пендаровски. Дали овој началник влегува по фирми и врши притисоци и закани, злоупотребувајќи ја својата позиција за да изнуди некој глас повеќе за Пендаровски? Можеме само да ви порачаме: прочитани сте. Граѓаните ве гледаат, меѓународната јавност ве гледа. Затоа ги изгубивте и Скопје, и Битола, и Прилеп, и уште 44 општини. Затоа ќе изгубите уште пожестоко во вториот круг. Ги злоупотребувате институциите и овластувањата за одбрана на криминалните политики кои што вие ги водите. Почитувани, ваквото однесување не доликува и е недозволиво за полициски службеници. МВР како институција има обврска да им служи на граѓаните, а не на политичките партии. Политичкиот активизам е еден од потешките случаеви на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, спаѓа и изразувањето и застапувањето на партиски ставови и убедувања. Заев, Пендаровски и Спасовски мора да одговараат за оваа злоупотреба на полицијата. Одговорност за ваквиот однос мора да има. Полицијата која наместо да го чува јавниот ред и мир, оди по партиски собири и агитира за Пендаровски, е главниот причинител за криминалот кој што постојано царува во улиците низ Република Македонија. Вчера бевме сведоци како во Драчево, во раните утрински часови беше фрлена бомба во двор на семејна куќа. А сведоци сме исто така и на многобројните запалени автомобили, грабежите и убиствата кои што на жалост стана редовна појава во Република Македонија. Ден претходно беа убиени татко и дете. Во двата случаи полицијата молчи, а сторителите слободно се шетаат. Така е затоа што Заев, Спасовски и Пендаровски се фокусирани како да го намалат поразот што ги очекува и притоа ја злоупотребуваат полицијата. Спасовски наместо да се бори со криминалот, оди по партиски митинзи. Ова не смее да остане неказнето. Одговорност за секое незаконско действие ќе има. Доаѓа правото и правдината во Република Македонија. Гордана Силјановска Давкова е почетокот на промените во Република Македонија. Ви благодарам.